Добро, денеска во Стопанската комора имаме настан во кој што ќе се дискутира за арбитражните постапки при решавање на споровите помеѓу правните субјекти во нашата држава. Сакаме да потенцираме дека арбитражата е еден од начините на кои што може поефикасно, подобро и побрзо, што е најважно, да се решат споровите помеѓу компаниите, но не само помеѓу компаниите, и помеѓу компаниите приватни и јавните институции исто така е можно тоа да се примени. Мислиме дека секаде во светот арбитражните постапки се тие кои што во главно ги решаваат споровите помеѓу стопанските субјекти. Цениме дека има многу простор за подобрување на ова поле и во нашата држава. Ја поздравувам иницијативата што во рамките на Стопанската комора се е направена, значи, арбитражна комисија за решавање на овакви спорови. Цениме дека компаниите треба да го препознаат тоа како можност за флексибилно и брзо решавање на споровите, пред се заради тоа што од друга страна тие имаат и поголема слобода да ангажираат експерти кои што се во специфичните подрачја, додека тоа во судовите мора да се решава со вештаци, со вештачење и така натаму. Мислиме дека ова е начин на кој што развиениот свет ги решава споровите. При тоа ја користиме, значи, приликата да се заблагодариме и на Стопанската комора, но и на швајцарската амбасада која што тоа го поддржува. Цениме дека има сериозни перспективи во оваа област и дека во тој дел може и текако да напредуваат тенденциите, бидејќи во минатото немаме баш многу позитивни примери во кои што компаниите веруваат на оваквите арбитражи. Но од друга страна, ако погледнете пак, судските спорови трајат со години, решенијата таму не се известни, често пати имаме второстепени различни пресуди од првостепените, па после тоа нели и третостепени пресуди, управни постапки и така натаму. Во арбитражните постапки се одвива во еден степен, двете страни се обрзуваат дека ќе ја почитуваат пресудата на арбитражниот суд и во таа смисла се постапките по-кратки и по-ефикасни. Very happy to be here part of this conference with the Economic Chamber of Commerce. I think this is a very relevant topic you are dealing today. Arbitration is also one of the important Swiss competence. Switzerland has a long experience in arbitration, and Switzerland is very often chosen as the location for arbitration. So in the last more than 100 years, Switzerland has always hosted and very often hosted international arbitration, and I think we can really also put our example as one of the important examples worldwide. We'll also have one of the exponents, a Swiss lawyer, tomorrow, or I think this afternoon, will give the Swiss experience on international arbitration, and I'm looking forward to this conference. Thank you. Добро утро. Навистина сум среќна што сум тука на оваа конференција која што се одржува во Стопанската комора на Македонија. Ова е доста важен настан со оглед на тоа дека и Швајцарија сваќа арбитражата многу сериозно и таа има многу искуство и многу често се избира како земја локација каде што се одржуваат меѓународните арбитражни спорови. Во последните 100 години Швајцарија била домаќин на многу вакви разрешување на спорови и е на вистински пример во светот. Денес или утре ќе има еден швајцарски адвокат кој што ќе има свое излагање тука за меѓународната арбитража и јас со нетрпение очекувам да го слушам него и сите останати. Морам да се пофалам дека арбитражата ги бутна магичните бројки на присуство и број на предмети во изминатата година за прв пат во историјата од кога постоиме. Единствено ни недостасува владата на Република Македонија и јавно-приватните партнерства да ја стават клаузулата во своите договори и благодарам на вице-премиерот што дојде и што не поддржува во тој правец. Жалам што министерката Десковска во последен момент мораше да откаже заради настаните со СЈО, каде што исто така имаме уште едно барање за промена на законската регулатива и арбитрерност на имотноправните спорови и некои останати спорови кои се потребни, како што се дадени и во останатите земји во регионот да ги решава арбитражата. Инаку арбитражата можам да ја пофалам дека веќе го држи европскиот стандард на процент на бројки во арбитража и надвор од нејзе.
Нејзиниот капацитет е неприкосновено сериозен и од таа причина ги повикувам сите субјекти, значи не само големи субјекти кои што ги имаат арбитражните клаузули во своите договори, туку ги повикувам и сите средни и мали субјекти да пристапат кон арбитражата доколку сакаат во еден степен праведно и рационално да им биде решен спорот.